Насловна страна на денешниот дневник. Трпејца ќе добие канализациона мрежа и пречистителна станица најдоцна до средината на следната година. Активистите бараат системско и долгорочно решение за проблемот со бездомните куќиња. Се е подготвено за Вевчанскиот карневал. За забавата ќе се погрижат ареја за брането пушење, љубојна и пајак. Шефовите на дипломатиите на Германија и Франција, Бербок и Баро, во посета на Сирија по падот на Асад. За најавените и заостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска времето беше умерено облачно, студено со слаб дожд. Максималната дневна температура се искачи до 8 степен. Во текот на ноќта петок кон сабота нестабилно и студено време со слаби врнежи од дожд и снег на повисоките места. Во сабота во Западна Европа нестабилно време со врнежи од дожд, а на север со врнежи од снег. Во останатите предели од континентот под влијание на поле на висок воздушен притисок ќе преовладува стабилно и студено време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време, но студено. Во северните предели зголемена облачност, додека пак локално во јужните со слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -3 до 15 степени. Во Македонија во сабота во раните утрински часови врнежите ќе престануваат. Во предпладневните часови локално во западните предели со слаби врнежи од дожд и снег. Во попладневните часови пад на температурите. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен, додека пак максималните утре ќе достигнат до 0, односно до 9 степени. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите полека ќе престануваат и во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време. Во попладневните часови облачноста ќе се намалува. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 4 степени. Во Охрид во недела студено утро со утринска температура од -4 степени. Во текот на денот претежно сончево со појава на локална облачност и максимални 3 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -3, односно 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 5, односно до 6 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Најатрактивната населба на брегот на Охридското езеро, Трпејца, конечно ќе добие прочистителна станица и канализациона мрежа. Реализацијата на инфраструктурниот проект за решавање на проблемот со отпадни води во населбата Трпејца вреден 1,8 милиони евра се очекува да започне во првите месеци од годинава. Најатрактивното село на Охридското крајбрежје Трпејца, најдоцна до половината на 2026 година, треба да ја добие пречистителната станица која ќе го реши повеќе деценискиот проблем со непостоење канализација и загадувањето на Охридското езеро. Првичниот проект кој предвидувал 26 пумпни станици е напуштен поради неекономичност. Со новиот проект заради заштеда на струја е предвидена само една. Соработка со градежниот факултет, со хидроинженерите од градежниот факултет изработивме проект кој што ќе вклучува само една пумпна станица со примарна секундарна канализациона мрежа која што по гравитационен пат ќе ја носи целата отпадна вода на едно место и тоа едно место ќе се пумпа директно во пречистителна станица и понатаму од таа пречистителна станица ќе се испушта прва класа во Охридското езеро. Проектот е вреден 1.800.000 евра и ќе го финансираат Министерството за транспорт и врски и Општина Охрид. Со изградбата на овој капитален објект се очекува да се започне на почеток на годинава и со паузи за време на главната туристичка сезона, работите да траат најмногу година и пол. Постапката за избор на изведувач за пречистителната станица е во тек и ја води Министерството за транспорт, а канализационата мрежа е обврска на Општина Охрид. Фала му на Господ, ако решите, ние сме решени со Господ по убаво село кај немото Трпејца. Ако се изгради пречистителна станица, ние ќе се родиме како нови луѓе. Трпејца, најпосетено место, никако е. Со канализација нигде, по патови вода течи сегде. Луѓето нема што да прават. Пречистителна станица во Трпејца кога ќе се изгради, тогаш веќе влегаме во понова фаза, значи полба нијанса и поздрав живов за сите и значи експанзија на нови гости. Идиличното туристичко село Трпејца, кое поради конфигурацијата на теренот не може да се приклучи на колекторот, со изградбата на пречистителна станица и канализациона мрежа, веќе нема да представува загадувач на Охридското езеро, а туристите кои го посетуваат во огромен број, од 2026 година ќе пливаат во вода од прва класа, а не како досега од трета. Се прават стерилизации, се вдомуваат во странство, но бројот на бездомни кучиња и натаму расте. Активистите бараат долгорочно решение на проблемот, изградба на стационар, поголема контрола и спроведување на законот. Со финансии на Општина Охрид се прават стерилизации на бездомните кучиња во градот, но и покрај тоа бројот на животни расте. Главниот виновник е човекот, неодговорното собствеништво и сфрлање на нови легла по улиците. Загрижувачки е тоа што улични кучиња се носат и од други градови, никогаш и стерилизирани и маркирани. Активистите велат, немакни се да се борат против оваа појава и че е потребна изградба на стационар, поголема контрола и спроведување на законот. Треба да се следи примерот на европските земји, стационари, масовна стерилизација и казни за неодговорните собственици. Последниве 2 години имаме делумна поддршка, можам да кажам, затоа што повремено се земаат дел од кучињата да се стерилизираат и ги враќаат и ние помагаме за тие кучиња да се вдомаат. Имаја среќа, ги зедовме и ево за 3 недели успеавме да ги спремиме, вакцинираме, кастрираме, стерилизираме и ќе патуваат, имаја среќа, ќе се вдомаат за Англија. Мора да расте свеста за грижата за бездомните животни, потребни се контроли и казни за неодговорните собственици. Ние имаме во план да побараме поддршка од општинава, од комуналес, да ни дадат некој простор каде што ќе можеме да ги чуваме тие бездомни животни, во куќава не се обира многу, па се жалат комши, со можда и со право. А за решавање многу е битно и домашните миленици да има закон да се стерилизираат, да се чипираат, да не раѓаат и дали се носат од други градови или ги фрлаат од домашниве миленици. Исто некни одев во Битола за едно куче на ветеринар, на одење 4 кучиња, па од Битола купив храна,
за да му туриме јадење, на враќање беа 40, цело стадо сурија од кучиња. 40 кучиња, значи стварно тие беа, мислам дека беа ново изфрлени кучиња. И тие се фрлени од други градови, тоа треба да се открие од каде, да има казни, тоа мора да се реши. Потребна е силна кампања. Децата од мали нозе да учат како да се однесуваат кон животните. Активистите од Охрид самостојно изминативе 3 години успеа да спасат и да вдомат околу 300 кучина од Охрид во европските земји. Ареа, забрањено пушење, Наум Петрески, Пајак и Љубојна ќе бидат меѓу музичките гости на престојното издание на Вевчанскиот карневал, што ќе трае од 12 до 14 јануари. Најувајќи го карневалот, министерот за култура и туризам Зоран Љутков го опиша како културна и туристичка атракција и еден од најавтентичните символи на нашето културно наследство. Задача на министерството ќе биде да го промовираме Вевчанскиот карневал како национален бренд, кажа Љутков. Се е подготвено за овогодинешниот Вевчански карневал кој традиционално ќе се одржи на Василица. Карневалот и годинава ќе биде слика и прилика на се она што се случувало во општествено-политичкиот живот претходната година во Македонија па и во Европа. Двете басиличарски друштва, Горна и Долна Мала, ќе ги прикажат настаните на еден специфичен начин преку карневалските маски кои тие ги креираат, а општината ќе се погрижи за забавниот дел, кажа градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски денеска на пресконференција. Ова година очекуваме многу гости од Македонија и од Европа. Членки сме, знаете, на Европската федерација на карневалски градови. Ќе ни биде присутен и председателот на Европската федерација на карневалски градови. Така да очекуваме многу забава. Пред се ви нуди Вевчани во овие 2 дена многу забава. Со желба дека ќе влеземе во една многу по-добра и многу просперитетна година. Вевчанскиот карневал е културна, но и туристичка атракција која е од големо значење и за Вевчани и за цела Македонија. Со своето 1000-годишно постоење е повеќе од традиција, еден од најавтентичните символи на нашето културно наследство кој покрај предизвиците кои ги имаше и недостигот на континуирана поддршка во изминатите години, сепак обстојува, кажа на пресконференцијата министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Наша задача ќе биде да го промовираме карневалот како национален бренд кој нуди уникатно искуство и кој како спој на културата и на туризмот привлекува и ќе привлекува уште поголемо меѓународно внимание и посветеност. И од тие причини заедно со локалните власти и со бизнис партнерите работиме на тоа карневалот да го достигне својот полн потенцијал и во меѓународни рамки. Покрај дефилето на маски, годинава за посетителите ќе има богата музичка програма поделена во 2 дена на 12 и 13 јануари со изведувачи за сече и вкуси за сите генерации. Првата вечер на сцената ќе настапат 3 уметници познати, еден за помладата генерација, мега звезда од новите деца што ви рекле, познатиот рапер, како сакате, Охридјанец од Пајак, од 19:30 часот. Значи, во него на 12 и од 21 часот по него настапува еден од најдобрите македонски бендови Ареа, групата Ареа, и финалето е некаде околу 23 часот, каде што настапимаат специјалните гости кои доаѓаат од регионот, групата Забрањено пушење. Следниот ден, понеделникот, 13 јануари, по сите оние карневалски фешти кои впрочем трајат мало го ноќта, ќе настапат од 19:30 еден од најпознатите најквалитетни македонски етно поп состави Љубојна. По него кралот на македонската фолклорна песна, единствениот Наум Петрески од 22 часот. Потоа оркестарот со зурли и тапани Вевчани, кои некаде околу полноќ ќе го означат испраќањето на стари доаѓањето на новиот ден, и заедно, или поточно по нив, Перобели и Коки Биоритам. Карневалот ќе биде финансиски поддржан од Министерството за култура и туризам, но износот ќе биде познат кога ќе бидат објавени резултатите од конкурсот за финансирање проекти од културата од национален интерес.
Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.